ординација. Верувам дека веќе сте удобно сместени во вашите омилени седала дома. Ние доаѓаме во вашиот дом со нова тема и ново издание на емисијата. Овој убав сончев ден ќе веројатно ќе го поминете и во прошетка, така препорачуваат лекарите, доколку сте во можност, навистина излезете, но секако по алфа ординација. Проследете се она што е интересно на програмите на Алфа телевизија, а од сега натаму ќе се занимаваме со темата третман на пациенти во кома. Наш денешен гостин соговорник е доктор Никола Шиков, специјалист анестезиолог, реаниматолог од одделот интензивна нега од болницата Аџи Бадем Систина. Топло добре дојде за вас во нашата денешна Алфа ординација. Имаме тема која што досега не сме ја обработувале, меѓутоа сметавме дека исто така е важно да зборуваме за третманот на пациентите кои што се наоѓаат во една ваква состојба, тоа е коматозната состојба. Па јас на почетокот би сакала во тој воведен дел од нашиот разговор да кажеме нешто и за работата на одделот каде што сте вие. Па на почеток. Добар ден до вас и до гледачите на телевизија Алфа. Јас сум прв пат гостин во вашата емисија Алфа ординација и чест ми е да бидам тука и да прозборуваме малку околу интензивната медицина. Ретко се имате гости, еве денеска ќе се обидеме да доловиме до гледачите за што се работи. Интензивната, јас сум Никола Шиков, во моментот сум раководител на одделот за интензивна нега при клиничка болница Аџи Бадем Систина. Во народот познато и меѓу нас колегите како шок соба. Зашто шок соба? Затоа што останало дека најтешките пациенти, шокирани пациенти се сместуваат во одделението за интензивна нега. Одделот за интензивна нега представува посебно адаптиран и планиран дел од болницата, кој што се занимава со диагностика и третман на критично болни пациенти. Кои се тие пациенти? Тие се најтешките пациенти во болницата, кои што имаат актуелно или потенцијално животозагрозувачка состојба, која што во наредните минути, часови или во многу блиска иднина ќе предизвика толку големо функционално пореметување, кое што може да заврши со смртен исход. Значи, цело време одиме по една тенка линија помеѓу животот и смртта, користиме, значи, најсовремена апаратура за диагностика и за поддршка на животот. Во нашето одделение, во нашиот оддел за интензивна нега работат 5 доктори специјалисти, анестезиолози и реаниматолози, 21 медицинска сестра, 8 болничари и помошен персонал. Секојдневно водиме грижа, значи, за овие критично болни пациенти. Во Република Македонија, во одделите за интензивна нега работат анестезиолози и реаниматолози, додека и во други земји во светот, например во Соединетите Американски држави, работат интензивисти, тоа се доктори специјалисти по ургентна медицина, интерна медицина, педиатрија, хирургија, анестезиологија, кои после завршувањето на својата специјализација обавуваат дополнителни турнуси на субспецијализација по интензивна нега. Во нашата земја работата ја вршат анестезиолози, реаниматолози. Се разликува ли работењето во интензивна нега некогаш и денес и комплетно тој оддел дали води чекор со светските трендови? Па како што и медицината и технологијата оди напред и некои болести кои што порано се сметале дека биле неизлечиви, сега, значи, стануваат, значи, излечиви болести. Првите зачетоци за интензивната медицина датираат по литературата што ги сретнав уште од Кримската војна, кога 1853-54 година, кога големите сили Британија, Франција, Турција објавиле војна на Русија, имало голем број повредени војници и бил забележан висока смртност, што би рекле морталитет на тие војници дури до 40%.
сакајте да го намалат тој морталитет, испратиле, значи, медицинска сестра Флоренс Најтингел, која што успеала, значи, со правилна до 858 или 9 година во Велика Британија е формирана и школа со името на оваа медицинска сестра. Така, таа правила и селекција на пациентите, Да, тие што се потешко таа е со така ранети, наречената поблиску до докторите и до сестрите да триаж. бидат, па веројатно тука има смисол и интензивната нега. Да. Друго, во Европа, главните зачетоци на интензивната нега во 50-тите години во Данска настапило една голема епидемија на полиомиелит, детска парализа. Околу 3000 луѓе во Данска заболеле од оваа детска парализа, од кои околу 300 имале парализа на респираторната мускулатура и побарувале некој начин на вештачка или така наречена артифицијална вентилација. Докторот Ибзен ги селектирал овие пациенти во тоа се почетоците на артифицијалната или вештачка вентилација, ги ставало посебни комори кај што подейство на негативен притисок ги ширел градниот кош и со тоа можела адекватна гасна размена за да може да преживеат пациентиве. Таа технологија потоа ја софистицирал Енгстром и го направил првиот апарат за вештачко дишење со позитивен притисок, како што хируршка интензивна нега. Се работи за релативно млада гранка од медицината, меѓутоа се поголемо внимание се насочува кон неа, затоа што ги третира најтешките пациенти во една болница. Кои се специфичностите на интензивната нега? Пред се во екипираноста. Едно од вашите прашања беше за екипираноста. Драматично е зголемен под наводници екипажот, односно персоналот во интензивна нега. Ако односот сестра пациент на другите одели во болницата изнесува 5:1 или 4:1, тоа значи една сестра води грижа за 4 до 5 пациенти. Во современите одели за интензивна нега, односот е 2:1, односно една сестра се грижи за 2 пациенти, а кај критично болните пациенти кои што народот што вика пациентите се на апарати, дури и една, а понекогаш и 2 сестри се на еден пациент. Ова значи софистициран и поголем број на високостручен и поголем број персонал, високо софистицирана опрема за дијагностика и менеджмент на овие пациенти, повлекува и големи трошоци околу лекувањето. Мултицентричка студија во Велика Британија во 2011 година покажала дека просечен ден на лекување во оделите за интензивна нега чини 1300 фунти. Во 2011 година во Соединетите Американски држави се потрошени $50 билиони за лекување на пациентите во интензивните неги. Се пресметнало дека околу 25% од пациентите поминале низ интензивните неги, а болниците од нивниот престој наплатиле дури 50% од вкупниот профит на болниците. Или еден пациент во интензивна нега потрошил 2,5 пати повеќе отколку пациентот на другите болнички одели. Значи се работи за поддршка на сите витални системи и тука почнувајќи од респираторниот систем, кардиоциркулаторниот систем, бубрежната функција, со цел одржување на внатрешниот интегритет на телото, за да може под наводници пациентот да излезе како што треба од единиците за интензивна нега. Како што споминавте вие во делот за екипираност, подготвувајќи се за емисијава, прочитав дека
Сестрите се многу клучна алка во оној синџир на екипираност кога станува збор за интензивната нега. Рековте на една сестра два пациента. На една сестра, да, два пациента и буквално сестрите во тие оддели бдеат над пациентите, бидејќи станува збор, како рековте, тенка линија живот или да, па има, значи, нашата работа е тимска, мултидисциплинарен, имаме пристап во лекувањето, не само доктори, медицински сестри, не само анестезиолози, реаниматолози, например, кога ќе примеме еден политравматизиран пациент, односно пациент повреден во сообраќајна несреќа, кога ќе го примат колегите од ургентен центар и кога ќе дојде во интензивна нега, освен ние, тука се, значи, хирургот кој што треба да го направи покрај нас, треба да го направи примарниот преглед на пациентот. Потоа, значи, пациентот го носиме во одделот за радиологија, каде што се прави компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, нативни и сите потребни радиолошки исследувања. Тука се колегите интернисти, кога е загрозена, значи, витална работата на срцето, кардиолози, работата на бубрезите, нефролозите, значи комплетен третман и плюс за една современа интензивна нега. Значи ние сме во постојана соработка со одделот за фармација, затоа што се користат лекови кои што со чија помош ние го спасуваме животот на пациентите. Тука е многу важен и клиничкиот нутриционист, затоа што кај пациентите во интензивна нега често е потребно и зголемен калориски внес и колегите од одделот за физикална медицина и без нивниот ангажман без целокупниот ангажман на целата болница, практично не можеме да имаме успех во лекувањето на овие критично болни пациенти. Во одделот за интензивна нега, покрај овие критично болни пациенти, чиј живот во секоја минута и нареден час е загрозен, водиме грижа и за пациенти кои што се високоризични пациенти, се положени на големи хируршки интервенции или на помали хируршки интервенции, меѓутоа се пропратени со голем број коморбидитети. Например, возрастен 80-90 годишен пациент кој скршил колк, а претходно, значи, со шекерна болест на инсулин, има срцева слабост, претходно опериран срце, со хронично обструктивна белодробна болест, акутна или хронична бубрежна слабост. Значи се работи за пациенти сериозни кај кои што овој периоперативен период, односно приемот, операцијата и постоперативниот, значи целокупниот периоперативен период е многу ризичен и мора да се води континуиран 24 часовен мониторинг на основните животни функции, за да може со успех да го пребродат овој период. Според и во понекогаш примаме и терминални пациенти, иако одделенијата за интензивна нега, тие пациенти немаат корист од лекувањето во интензивна нега, затоа што во интензивна нега треба да се лекуваат реверзибилни состојби, затоа што ние треба да помогнеме определена патолошка состојба пациентот да се извлече. Овие терминални состојби, каде што напредната малигна болест, ние можеме само да му ги симптоматски да го влесниме последните часови од животот, меѓутоа ефект од самото интензивно лекување не може да има кај тие пациенти. Најдов на еден податок кој вели дека при крајот на 20 век добиени се податоци за поголема зачестеност на инфекции во одделенијата за интензивна нега отколку во другите одделенија. Зошто е тоа така? Проблем, значи, тоа е проблем на секаде низ болници во светот. Вашето прашање, најдов во литературата, 95-та година во Америка 2 милиони од пациентите кои што престојале во болница се стекнале со некоја инфекција поради болничкиот престој, од кои 90.000 завршиле со летален исход. И поради тоа овие инфекции поврзани со болничко лекување, тогаш во Соединените Американски држави стајани се во топ 10 причини за смртност кај пациентите. Зошто нашите пациенти се со зголемен ризик? Точно е тоа,
од 5 до 10 пати нашите пациенти критично болни се со зголемен ризик за стекнување на овие инфекции поврзани со болничко лекување. Самото време траење, значи на престојот, подолго од 48 сати, за 20% го зголемува ризикот. Постојат, значи, голем број ризици. Самите пациенти како критично болни со засегната функција на целокупниот организам се имунокомпромитирани пациенти. Тие и самите, значи, дел од нив самите носат некоја хронично заболување. Шекерна болест, респираторна слабост, бубревна слабост, сето тоа голем дел од нив и се со напредната возраст, сето тоа значи се индивидуални ризични фактори. Друго, голем број инвазивни процедури има во единиците за интензивна нега. Например, за да ја пратиме ние бубрежната функција, мораме да ставиме уринарен катетер. Со тоа се зголемува, значи, самата инвазивна процедура на поставување и одржување на тој уринарен катетер, го зголемува ризикот од појава на инфекции на уринарен тракт поврзани со тој катетер. Потоа, често пати, кај голем број пациенти, потребна е артифицијална вештачка вентилација, таа се обезбедува со поставување, значи, на пластична цевка во дишните патишта, преку која се поврзува со апарат со позитивен притисок и се остварува вештачка вентилација. Таа пак, како компликација, е често пратена со така наречена пневмонија асоцирана со вентилаторот. Потоа, многу често, кај голем број пациентите потребен е така наречен инвазивен континуиран мониторинг на хемодинамика, на функција на кардиоваскуларниот систем. Таа се обезбедува со поставување на специјални катетри во големи крвни садови, дали, значи, во венски крвни садови и во артериски. Сето тоа го зголемува ризикот од појава на инфекции поврзани со овие катетри, што може да доведе до инфекции на крвоток или така наречени септикемии. Голем дел од пациентите, значи, се со операции, значи, постои ризик од операции од инфекции на оперативната рана, инфекции на меките ткива, голем дел од нив се подхранети. Меѓутоа, генерално, 3 групи пациенти се. Едни се пациенти директно примени во единиците за интензивно лекување, кои што се претходно болни. Значи, таа пример имаат пневмонија, меѓутоа таа стекнале во домашни услови. Така наречени community acquired infections. Тие доаѓаат, значи, веќе во нашата, не само во нашата, не во одделот за интензивна нега со претходна инфекција. Дел од пациентите, значи, кога им се влоши состојбата, од оддел доаѓаат кај нас, а претходно на оддел се стекнале со некоја инфекција, и третата група е пациентите кои што се стекнале со инфекција во одделот за интензивна нега. Како што кажав, ако се колку подолго престојуваат, толку повеќе се зголемува ризикот од инфекција. Меѓутоа, како што кажавте претходно, со намалување на однос 2:1, 1:1, драматично се намалува ризикот од инфекција. Во 2015 година во нашата болница беше извршена една голема реконструкција на одделот за интензивна нега и сега има 9 места изолирани, каде што постои комплетно физичко ограничување од еден до друг пациент, така што е многу драматично, дури до 70% се намалени инфекциите кои што се стекнати, пациентите ги стекнуваат при нивниот болнички престој во одделот за интензивна нега. Во овој оддел... И уште, како ризик фактор, кој што го посебно го нагласува Center for Disease Control and Prevention, CDC Центар од Америка, е неправилната употреба на антибиотици. Кај во сите, според податоците од литературата, на светски рамки, овој Центар за контрола и превенција на инфекции смета дека дури до 50% постои неправилна употреба на антибиотиците во болнички услови, и со неправилната употреба на антибиотиците се зголемува резистентноста на бактериите. Бактериите стануваат резистентни практично на
цела широка палета на антибиотици и тоа е една од, а во одделите за интензивна нега се даваат широко спектарни антибиотици кои што покриваат голем број бактерии и микроорганизми. Убивајќи ги тие што ги сакаме, што се патогените што предизвикуваат инфекција, ги убиваме и тие што Добрите. и добрите бактерии. И остануваат тие резистентните. А многу брзо резистентноста се пренесуваат едни на други и тоа е значи дополнителен ризик фактор за настанување на овие инфекции поврзани со болнички престој во одделенијата за интензивна нега. Така, мислам дека беше добро што Само да ова го само да објасни. сакам да кажам, многу е многу е едноставно превенцијата, значи во секојдневната пракса да се измијат рацете пред и после контакт со пациентот, со тоа драматично значи се зголемува безбедноста на пациентите и на персоналот. И се превземаат и мерки за изолација на пациенти, кога имаме податок, кога од одделот за микробиологија имаме податок за тај и тој патоген, правиме изолација. Или ако уште немаме, ако пациентот е донесен од друга здравствена институција, или ако е имунокомпрометиран пациент, или ако има така наречена епидемиолошка анкета дека веќе претходно бил болен, веднаш се става, значи се превземаат посебни мерки на предпазливост или изолација, со тоа драматично се зголемува безбедноста и на пациентите и на персоналот. Имаме гледач да го чуеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало. Така да го прашам докторот за еден случај со мозочен удар. Да, ме слушате? Да, ве слушаме. Значи, имаше, старабец за татко ми имаше мал мозочен удар на малиот мозок. Беше примен на болница, значи, во неврологија. Лежеше и тоа се повлече, се санираше, требаше, значи, да си оди дома. Во меѓувреме, значи, му се влоши состојбата и добива тешка пневмонија, која што претходно ја немал. Докторите до последно не спомнаа дека има некаква пневмонија. И на крај се влошува состојбата до тој степен за 24 часа тој почина во болница. Дали е можно да се добие толку брзо пневмонија, од која што може да се почине и во меѓувреме, значи, пациентот да биде во болница, а да не приметам дека нешто се случува и да бидем известени дека се случува нешто, дека треба да се превземе нешто. И така сакам да ми одговори, ако може, доктор. Да. Кај тоа веќе навлегуваме во другата тема, не е проблем ќе го одговориме прашањето. Ако за толку кратко време настанала инфекција, како што ги кажавме групиве, значи или претходно, значи пациентот имал пневмонија, ако не е тоа случај, во ред, мозочен удар, зависи значи кој дел од мозокот е зафатен, значи се пореметуваат актот на голтање и на кашлање. Постои можност и тоа висок процент на можност да пациентот поврати желудочна содржина и таа поради мозочен удар, нарушена мозочна функција, нарушен акт на голтање и на кашлање, дел од таа аспирирана содржина, дел од таа повратена содржина да ја аспирира во дишните патишта. И тогаш настапува значи аспирациона бронхопневмонија која што оди со многу висок степен на смртност. Може би се работи за сега вака може би се работи за таков случај на аспирирана гастрична содржина како резултат на мозочниот удар и пореметена акт на голтање и на кашлање. Тоа е честа компликација кај мозочните удари. Како и понатаму ќе зборуваме за комата како главна тема на. Добро, еве ми даваат знак од режија, имаме уште еден гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам само да го поздравам докторот и да кажам дека е еден од најдобрите доктори во државава. Не само како доктор, туку и како човек, немам зборови за него. Одох се јавувам. Добро. Долго време бев таму со детето и поздрав до целата екипа на интензивна нега. Едно големо благодарам. Да. Убаво е да се слушнат. До доктор Никола Шиков. Така, убаво е да се слушнат
пофалните зборови за нашите доктори. Впрочем, и здравието и животот зависи од вас. Така што, еве, мотивирачко за вас, за нас, кога се има вистинска нега, внимание и комуникација со пациентите, навистина многу значи. Што да кажам, значи, ние се трудиме да ги побиеме тие светски проценти на смртност, на компликации и правиме, даваме се од себе. Во голем број, во најголем процент успеваме, меѓутоа некаде и покрај сите мерки што се превземаат, не успеваме да. Меѓутоа се трудиме да бидеме секогаш од понапред од болеста и од другата страна, од страната на животот, да спречиме Добро, еве, заложбите веројатно се исплатуваат по ова што го слушнавме сега. Значи дека го давате максимумот и тоа е сосема оправдано. Ајде да одиме во оној дел што значи комата, каква состојба е таа, коматозност, рековте на линија меѓу живот и смрт. Коматозните пациенти вистински коматозните пациенти се сместуваат во оделенијата за интензивна нега. Зошто се сместуваат? Затоа што тие се со нарушени најчесто со нарушена респираторна функција, најчесто со нарушена кардиоциркулаторна функција и бараат, значи, интензивен мониторинг и третман. Состојбата на кома, според грчкиот збор, кома значи состојба на длабок сон. Всушност се работи за патолошки сон, пациентот не е свесен и не е буден, длабоко без сознание, од кој што пациентот спонтано не се буди, нити пак ние можеме да го разбудиме, ниту со вербален контакт, ниту со тактилен контакт, пациентот, значи, не може да се разбуди. Постојат, што би рекла во медицината, диференцијално диагностички, дали е кома, дали не е кома, некојаш има така наречена психогена нереактибилност. Пациентот личи дека е во кома, меѓутоа тој не е во кома, може со едноставни тестови, калориски со вестибуларниот апарат, да се докаже дека се работи всушност за некои психотични реакции. Постои состојба друга на псевдокома, така наречен locked-in синдром или затворен синдром, каде што постои комплетна одземеност на мускулатурата, и може да мрдаат само со очните капаци и со очите, меѓутоа некогаш и тие се зафатени и значи човекот е потполно свесен, меѓутоа има комплетна мускулна одземеност и не може да каже, да ни соопшти дека нешто не е во ред. Може ли малку да ни ги објасните сите овие видови на кома, само да го чуеме гледачот кој го имаме на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден, уште еднаш, повелете. Од Крива Паланка се јавljam, само да го поздравим доктор Никола Сико. Еден голем поздрав до најдобриот доктор во Македонија. Добро. Благодарам. Докторе, ако продолжат гледачите вака да се јавуваат, не ќе можам јас ништо да ве прашам. Јас секогаш велам во Алфа ординација се најдобрите доктори. Еве, доказ за тоа што јас го зборувам се и јавувањата на гледачите. Кажавте што е практично коматозната состојба? Кома е, значи, со наједноставни зборови, значи, патолошки сон, значи, длабоко без сознание, од кој што спонтано, значи, не отвара очи, ние нити вербално, нити тактилно не можеме да го разбудиме пациентот. Споменавте неколку видови на ваква состојба коматозна. Што значат тие практично? Тие се пореметување во свесноста. Значи, треба да се направи диагностика дали се работи за кома, дали се работи за така наречена вигилна кома, континуирана или перзистентна вегетативна состојба на псевдокома, locked-in синдром. Со примарниот преглед на пациентот е од најголемо значење, а понатаму со софистицирани методи, компјутеризирана томографија, електроенцефалографија, магнетна резонанца, ќе се лабораториски тестови исследувања, ќе се направат до исследувања за каква состојба се работи.
Добро, кои се причините за Значи, оваа состојба? Се извинувам, имаме гледач. Сигналот го слушнавте вие. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. И уште едно јавување само за огромен поздрав за господинот Чиков и неговата екипа магионичари на одделно интензивна нега. Само едно дополнување на неговиот исказ дека ние за нашата мајка добивме нега и третман со стандарди слични на оние, тоест исти кои што би ги добиле во Америка. Тоа е нешто што го добивме од целиот тој период поминат таму, забелешка од луѓе што се разбираат во сето тоа и само толку сакав да дополнам. Колкав период беше вашата мајка во овој оддел? Подолг престој, речи си 40 дена. Така, да. Затоа што тоа е едно од моите следни прашања, па и ве сакав и вас да ве прашам колку останала. Тоа беше случај каде што исклучиво нивниот ангажман, нивното безрезервно внесување на целата таа екипа предводена од доктор Шиков беше доказ дека се спаси еден човечки живот. Затоа морав да поздравам. Се најубаво. Ви благодарам, пријатно, убав ден. Еве уште еден гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака едно прашање до импресиониран сум од ова што го слушам. А се работи за еден пациент, сега моментално е на клиника за интензивна нега, но на кардиохирургија. Пациентот имаше операција на аорта, мислам, од страната и ставено байпас. Операцијата трајала некаде 7-8 часа, колку што имам информација јас. Пациентот е некаде околу 52-3 години возраст. Сега, веќе 8 март е примен, сега кој сме 25 март, 28, значи 20 дена, пациентот е во една состојба, јас стручно не можам да ја кажам какво е, но е така коматозна состојба, со маска диши, преку сонта, мислам, го хранат, преку оние инфузии, или не знам процедурата како иде на неговото одржување во живот и мислам дека е таа коматозна состојба, некој пат се е со отворени очи, гледа, колку нас не разпознава кој ќе влеземе таму, нели маскирани и затворени, но по име се кажуваме кој што е, како е. Мислам дека не разпознава нас. Меѓутоа, уште не може да дојде во состојба да биде свесен, комуникативен и сега таа состојба не знам кај него колку време ќе се продолжи или се продолжува или каков ќе биде неговиот статус, не знам. Она што го знам од што сум слушал од други луѓе, да за време на операција можно е да пациентот претрпел мозочен удар, што мене ме наведува на тој сомнеж дека пациентот можел и добил мозочен удар. Па му се јава оваа ситуација. Сега, пред малце дојдовме од клиника, тамошниот доктор инсистира да пациентот во оваква состојба биде транспортиран во Сјурайдер или така нешто, на тамошен третман, а без да му извршат предходно компјутерска томографија да се види имал или немал тој пациент мозочен удар, имал или немал оштетување, и во ваква состојба тие не го транспортираат во соодветна тука клиника да му се изврши таа томографија. Јас тоа сега го зборам лаички, но да се констатира што е, да се даде една диагностика на пациентот за што се работи, а тие сакат да го тргнат од интензивна нега во ваква ситуација да го носат во Сјурайдер. Знам дека тоа е, да речеме, дом за стари лица, сега имало само некои пункти и за као интензивна нега, а слушам дека до 15, после 15 часот немало лекар и така нешто. Па ме интересира сега за што се работи. Дали е тоа последица од мозочен удар, дали човекот смее да биде транспортиран, тргнат од апарати, дека ми прости докторот, но кај нас, за жал, многумина од докторите наши во пациентот не гледат Хипокритова заклетва и љубов кон професијата,
А мило ме е тоа за вас што го слуша, докторе. Навистина тоа ме погоди за да се јавам. Добро, ајде еве да одговориме на прашањата. Сега вака од гледачот што кажа, колку што можам да сватам, имам пациент во кома. Коматозните пациенти немаат многу избор. Едните умираат, другите се будат, третите преминуваат во состојба на, така како што ја споменав пред малку, вигилна кома или перзистентна вегетативна состојба. Што значи, најверојатно се работи, значи, перзистентна да се прогласи треба да поминат над 4 месеци. Најверојатно се работи, значи, за една вегетативна состојба, таа е различна од комата. Кај кома, значи, нема свесност и нема будност. А кај вегетативната состојба има будност, меѓутоа нема свесност. Тоа значи дека кај овие пациенти можат зачувен тој кај комата е изгубен, кај нив е зачувен кај вегетативната состојба, тој ритам на будност и сон, тие заспиваат и се будат. Кај нив има некои примитивни рефлекси на голтање, на мљацкање, отвараат очи спонтано, меѓутоа когнитивната функција е изгубена, односно тие не можат свесно да зборуваат, да следат, да реагираат. Туку се работи, значи, за една состојба на пролонгирана кома која што полека преминува во оваа состојба, така наречена вегетативна состојба или синдром на будна нереактибилност. Пациентите, значи, не се свесни за себе. Овие пациенти, значи, дел од овие пациенти не се третираат, не треба да бидат третирани во оделенијата за интензивна нега, туку треба да бидат префрлени во доколку нивните витални параметри, дишење, срцева функција, исхрана, бубрашна функција, доколку сите тие, значи, се во нормални граници, треба да бидат префрлени, значи, во другите болнички одели. Тие не се за, значи, доколку ги стабилизираме нивните витални функции, ако се со обезбеден дишен пат, во случајот се господинот рече со маска. Ако е со лицева маска, тоа значи дека има нормална гасна размена со задоволителна сатурација. Сатурација е колку има кислород во артериската крв. Ако е витално, значи пациентот не е загрозен, тој веќе не припаѓа во оделот на интензивна нега, туку треба да биде префрлен во некој од болничките одели, каде што ќе има соодветна грижа и нега за пациентот, а како што кажа господинот за Сјурајдер, еднаш бевме службено таму има одлични услови за, не сум сигурен дека нема, ние бевме после 15 часот, таму имаше доктор. Има одлични услови за третман на вакви пациенти кои што се витално стабилни, меѓутоа се во состојба која што бара хроничен третман и згрижување. Значи оправдано е тоа што е предложено. Најверојатно сега од телефонското јавување, доколку пациентот е стабилизиран, а дали настанал мозочен удар или некоја пролонгирана хипоксија или било која друга причина, затоа што има милион причини за безсознание. Причината не ја знам, меѓутоа ако е стабилизиран и сакаат колегите да го префрлат, ради оваа вегетативна состојба, најверојатно е таму има, значи, сосема задоволителни услови и има, ние бевме после 15 часот, има доктор. Добро. Рековте милион причини за кома. Да. Многу се милион да ни ги кажете, ама оние најчестите... Да, има главни 4 групи. Првата група, околу 40%, се значи, труење со лекови, дали се внатрешни или надворешни. Само да кажам, за да биде човекот свесен, потребни се два дела од мозокот, потребно е мозочната гора, таа е сивата маса, надворешната обвивка на мозокот, и дел од мозочното стебло, таа е активирачка ретикуларна формација, која што испраќа асцендентни или нагорни информации и го буди мозокот. Доколку било кој од овие две структури се оштети, има различни причини, тогаш настапува, значи, без сознание или состојба на кома. Кај првата најголема група која што е труење со различни супстанции, дали внатрешно и надворешно, што значи внатрешно, например кај амоњак, кај хепатална слабост, инсуфициенција на црниот дроб, се зголемува концентрацијата во организмот и предизвика кома. Кај бубрежна слабост, таа е уреата. Кај астма, кај
астма или хронична обструктивна белодробна болест, внатрешно се зголемува концентрацијата на јагроден диоксид и предизвикува кома. Надворешни се, например, овие контролирани супстанции, дроги, наркотици, алкохол, јагроден моноксид. Често сме сведоци на труење во затворена просторија со труење со јагроден моноксид од самиот процес на горење. Тоа е едната група, таа е најголема 40%, значи по дејство на лекови или злоупотреба на лекови. Тука спаѓаат дури овие лекови што ги купуваме без рецепти, тие можат, доколку ги конзумираме доколку ги се земаат во преголема количина, може да предизвикаат пореметување на функцијата на нервната клетка, да се прекинат тие синапси и да предизвикаат кома. Сте имале ли трудница во кома? Тоа е, значи, компликација на во случај на комплицирана бременност, еклампсија. Тие се болести кои што се поврзани со бременоста, доаѓа до оток на мозокот и кома, да. Сме имале. Да. Во таквите случаи кој се спасува, бебето или мајката? Приоритет, значи, е да се преземат, значи, треба да се спасат двата. Меѓутоа, секогаш мајката е на прво место. Значи, треба да се спаси животот на мајката е за нас докторите на прво место, да се спасат треба двајца, меѓутоа приоритет е мајката. Друга група се мозочните удари, како што кажа, мозочните удари, други интракранијални, ги викаме ние, процеси. Тука спаѓаат воспаление, енцефалити, менингити, мозочни крварења, тумори, може да биде, значи, исхемичен инфаркт, односно, значи, бескрвно поле или пак хеморагичен инфаркт со крварење. Потоа, значи, доаѓаат травматските повреди на мозокот и ендокринолошки заболувања. Еден дијабет, ако не е регулиран, со хипо или хипергликемија, една тиреотоксична криза, сите тие можат да предизвикуваат пореметување, значи, на функцијата, да не ги набројуваме стварно, значи, на вистина. Да, има многу во текот на разговорот, ќе ги споменеме, па ќе можеме на нешто се задржиме и преку прашањата на гледачите. Време е за кусиот блок реклами, малку одмор за нашиот доктор, па се враќаме во нашата алфа ординација. Алфа ординација, третман на пациенти во кома е денешната тема. Ја разработуваме со доктор Никола Шиков, специјалист анестезиолог, реаниматолог од одделот интензивна нега во болницата Аџи-Бадем Систина. Дојдовме до делот за симптомите. Обично докторите ги прашувам за симптоми на одредена болест. Дали кај комата има симптоми? Се препознаваат ли? Па лесно се диагностицира комата. Значи, освен тие неколку состојби што можат малце да не замаскираат сликата, пациентот, значи, не отвара очи, со него, значи, не можеме да воспоставиме контакт, не можеме да го разбудиме, ниту со гласно зговорење, ниту со болни дразби. Болни дразби е потчукнување, да наречам, потчукнување, значи, обично го стегаме крајниот дел од прстот или притисок лесен, или малку по на аголот на мандибулата. Некојаш треба да им објасниме дека обично се работи за медицинска итност, доаѓаат со семејствата, дека зборуваме гласно и дека ќе имаме тактилни дразби, за да објасниме фамилијата, затоа што сепак е различен пристапот. Треба, значи, ние да се обидиме да го разбудиме пациентот со тивко зборување, значи, или со лесно омазање по нема да можеме да го... Ако не го разбудиме пациентот, има градации. Значи, има градации, така наречена глазговска кома скала, која што скоринг системи спрема тоа дали пациентот ќе го отвори очите, дали ќе се оствари вербален контакт, односно дали ќе прозбори и дали ќе има предвижување. Има скоринг систем. Таа скала е за во моментот кога треба да диагностицира и во моментот и потоа, значи, се користи, значи, и во моментот и за понатамошното следење. Колку е помал скорот, односно колку помалку број на поени, најмалку се 3, а вистински коматозни пациенти се меѓу 3 и 8. Тие, значи, треба да се сместат во одделите за интензивна нега, а значи, нормално свесен пациент има 15.
Што значи тројка? Скоро тројка, значи пациентот не ги отвара очите, не зборува и нема волеви движења. Тоа значи најдлабок степен на кома и колку е понизок скоринг системот, толку и полоша прогнозата толку и полоша прогноза по пациентот за да се извлече. Тоа значи осмица е добра оценка за комата? Па гранична. Што значи гранична? Па ви кажав, значи проблем е кај овие коматозни пациенти со пореметување на со изгубена свесност, тешко ги одржуваат виталните функции. Значи како што пред малку кажавме може да аспирираат, може да направат пневмонија, имаат најчесто пореметен ритам на спонтано дишење. Треба да има некој облик на вештачка или така наречена артифицијална вентилација. Значи колку е понизок скоринг системот, толку е поголема потребата од наша поддршка за да тие го пребродат тој период, затоа што комата може да трае од неколку секунди, опишано е во литературата до 42 години. Дека може да трае. Да, за време траењето може би е добро да... Секогаш зборувам со пријателите, фамилиите на пациентите, ке прашаат докторе прогноза или кога ќе се разбуди. Значи, јас само да кажам за 30 секунди, ако мозокот остане, значи, ако се прекине циркулацијата, настапува кома. Значи, се прекинува нервната активност за 3 минути, ако мозокот остане, значи, без кислород, настапува смртен исход. Кај нашите пациенти во одделот за интензивна нега, на краток период може да се случат. Само во филмови има тоа будење од кома и без никакви секвели, односно остатоци од пореметувањето. Да, отвара очи, семејството среќно, тоа е филм. Податок, подготувајте се за емисијата од сите филмови што се снимани за кома. Колега невролог ги прегледал сите филмови и нашол дека во само 2 го даваат вистински приказ за пациентот како излегува од кома и како тоа е долготраен, мачен процес кој што оди постепено, а не оди. Значи им кажам на пациентите, на фамилиите да бидат, значи, стрпливи, затоа што во погрешна представа имаме, значи, ние за луѓето кои што се будат одделот за интензивна нега, значи за кратко време најчесто не се случуваат добри работи, за кратко време може да се случат лоши работи. А постепено, значи, треба да бидеме стрпливи и да дозволиме, значи, на медицинскиот персонал и самиот организам да се опорави од патолошката состојба и да излезе од таа патолошка состојба. Значи, потребно е време. Ова погрешно е представено тоа во филмовите од кома, пациентот се буди, сите среќни и весели. Да. Едноставно со отварање на очите, па почнува и моториката активно да... Значи, тоа е долготраен процес. Значи, рековме, некои се будат, некои за жал умират, некои преминуваат во оваа вегетативна состојба. Сега, во земјите во Западна Европа, во Велика Британија, во Америка, доколку оваа состојба на синдром на будна нереактибилност, односно таа перзистентна вегетативна состојба или вигилна кома, доколку трае повеќе од 12 месеци, тогаш, значи, ама тоа збориме за Америка и за Британија, имаат право да поднесат судски налог да се прекине, значи, сапортот, односно поддршката на овие пациенти, затоа што тоа е не само лично измачување за самиот пациент, туку и за фамилијата. Тоа, значи, зборуваме за Америка и за ако трае таа состојба повеќе од 12 месеци. Ке нас постои ли некој закон до кога или тоа е волја на семејството? Не или пак болницата? Не, кај нас не постои. Како е регулирано тоа? Па еве, како што кажа, значи ние ќе пациентот, значи, преминал во состојба, значи, на вегетативна состојба. Добро. Сме го обезбедиле дишен пат, најчесто во голем број од случаите дишниот пат се обезбедува со трахеостома, да се отвара, значи, отвор на дишните патишта за полесна мобилизација на секретот од дишните патишта. Затоа што најчеста компликација и причина за смрт кај овие пациенти е воспаление на белите дроби, пневмонија
и подхранетост, односно недоволен внес на калории. Значи, откога се обезбеди дишниот пат, а откога се стабилизира нутрицијата се обезбедува или со назогастрична сонда, тоа е една тенка цевка која што преку носот се става во желудникот и се внесува храна течна. Меѓутоа, ако таа стои подолго време, треба и да се најде алтернатива, се прави директно, значи преку кожата, така наречена перкутана гастростома, отвор, значи преку кожата се прави отвор во желудникот, преку кој директно, значи во желудникот се внесува храна. Се преземаат, значи, сите мерки и пациентот веќе не представува пациент на интензивна нега, треба да се префрли, значи, или на оддел, или во специјализирани установи, како што е ова Заводот за гериатрија, или пациентот, доколку фамилијата се обучи, може фамилијата ќе се обучи и ќе си го зема дома. Така, а тој период додека не го доведете пациентот во таа состојба на вегетација, вегетативна состојба, синдром на будна нега. Колку време треба да помине или колку време поминува? Има ли некакво правило? Стабилизацијата на виталните функции, компликации има, колку подолго трае тоа интензивно лекување, се зголема бројот и на компликации. Како пред се, значи, со дишната функција и понатаму, значи, подхранетост, инфекции. Треба да го стабилизираме пациентот, значи тоа е прогноза многу лошо да се секој организам различно реагира, затоа што и причината за таа состојба во која што е доведен е различна. Се смета дека поголема шанса да се извлечат од состојба на кома имаат овие пациенти кои што имаат травматска повреда на мозокот, а другите кои што предизвикувале кај нив се чека подолго додека се прогласи таа состојба на вигилна кома, а кај овие други причини, мозочни удари, тумори, крварења, ситуации на срцев застој, кога ќе се прекине, значи, или кардијак арест, кај нив, значи, се смета дека ова состојба на вегетативна состојба, значи многу потешко ќе се извлечат отколку овие што се травматизирани пациенти. Кога ги споминате веќе филмовите, да прашам, често гледаме во филмовите дека семејствата им зборуваат, и допира ли тоа до нив кога се... Има така наречена сензорна стимулација. Индивидуален, различни пациенти различно го доживуваат тоа. Некои воопшто ништо не се сеќаваат, а некои во процесот на будење од кома и кога комплетно, значи, когнитивната функција ќе се воспостави, дури кажуваат дека кој дошол, што им зборел, каков парфем користеле, значи различни се искуствата. Секако дека е позитивна таа сензорна стимулација, се препорачува значи на фамилиите да остварат контакт, да ги разбудат сетилата на пациентите кои што се во контакт, сетилото за допир, значи дозволено е да се допираат, сетилото за мирис, како што реков, со парфем, мирис кој што претходно пациентот го познава, музиката, значи се препорачува, значи пациентите да ми стават, значи, слушалки и да им се пушта музика која што претходно си ја слушале. Различно е, некои пациенти ништо не, кои ќе се разбудат од таа состојба, не се сеќаваат ништо, а другите па се сеќаваат на се. Меѓутоа се препорачува тоа е метод на сензорна стимулација, се препорачува, значи топло се препорачува има посебни стручни лица, медицинари кои што се занимаваат со тоа, меѓутоа е дозволено и фамилијата, значи, да придонесе во процесот на опоравок од таа состојба. Така. Ајде да го чуеме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала едно прашање на докторот. Добро. Имавме еден пациент кој во последно време беше многу разочаран и пиеше. Во така хронизирана состојба јавил сам во брзата помош го однеле во болница, кој што умеел само да го каже своето име. Меѓутоа, 2 месеци, 3 месеци, 4 месеци, 5 месеци, 6 месеци, 7 месеци, 8 месеци, 9 месеци, 10 месеци, 11 месеци, 12 месеци, 13 месеци, 14 месеци, 15 месеци, 16 месеци, 17 месеци, 18 месеци, 19 месеци, 20 месеци, 21 месеци, 22 месеци, 23 месеци, 24 месеци, 25 месеци, 26 месеци, 27 месеци, 28 месеци, 29 месеци, 30 месеци, 31 месеци, 32 месеци, 33 месеци, 34 месеци, 35 месеци, 36 месеци, 37 месеци, 38 месеци, 39 месеци, 40 месеци, 41 месеци, 42 месеци, 43 месеци, 44 месеци, 45 месеци, 46 месеци, 47 месеци, 48 месеци, 49 месеци, 50 месеци, 51 месеци,
И покрај тоа, не го задржале во болницата Велешка, го пратиле дома, да се отрезни. По патот кажува дека бил паднат и дали главата ја удрил, мислам, од позади, и кога го донеле назад во Велешката, го снимале и го пратиле директно во Скопје. Но, за жал, уште по патот легол во кома. А ние ништо не сме известени. Тек после самите баравме, тек после ни кажаа дека се наоѓа во Скопје. И тоа со милиција баравме. Така. Кажете ми, докторе, сите ле фалат, знам. Понекогаш има пожртвуваност, ама понекогаш нема. Ја мислам дека тој човек би останал жив, пошто е млад, би останал жив ако го примеле во Велешката болница. Многу сум разочарана. А не кажа дали е жив пациент? Почне. Фала ми многу, баш ми е мило што го прават, но јас вистина сум изгорена. Благодарам. Добро, еве. Вака може да се одговори на прашањето. Состојбата на кома представува медицинска итност, доколку на време не се реагира во основен принцип по абецеда. А од англиските скратеници А, Б и С. Airway, доколку не се обезбеди дишен пат, доколку не се обезбеди дишење и доколку не се обезбеди циркулација, за 3 минути настапува смртен исход. Значи, многу комата како представува медицинска итност и пријателите, семејствата, доколку забележат, там може да се јавува постепено пореметување на свесност или нагло, и тоа не е некој диагностички показател за каква состојба се работи, меѓутоа се работи за медицинска ургентна состојба и тие веднаш треба да бидат препратени во здравствена установа. А понатаму во Доколку не е тоа се така направено брзо, како што да, велите колку вие, тогаш колку повеќе се одолговлекува, толку повеќе делови од мозокот, повеќе неврони, нервни клетки остануваат без кислород, поголемо оштетувањето на мозокот и понатаму на едно место најдов, значи неблагодарна е прогнозата, меѓутоа ако трае, значи состојбата на повреда над 5 месеци, значи помали се шансите од 15% да се врати човекот во првобитната состојба која што бил пред да настане состојбата на мозочното оштетување. Дали тоа значи дека колку подолго е во состојба на кома, толку помали му се шансите да функционира по будењето? Да, меѓутоа еве, се е индивидуално. Не мора да значи. Има податок за 40 после 42 години, дури и после 19 години. Тие се опишани како куриозитети во литературата. После толку долг период, меѓутоа тој период треба да се издржи. Значи, не само што да го издржи пациентот, него и тој што води грижа, семејството на пациентот, да го издржи целиот тој 19 години за да се разбуди од кома. Колку е подолг период, толку се шансите за комплетна опоравок помали. Така. По будењето, дали функциите веднаш почнуваат? Тоа е само во филмовите, значи пред се јавува таа посттравматска амнезија. Колку трае комата без сознанието подолго, толку и оваа посттравматска амнезија таа значи трае или пократко или подолго, зависи колку без сознанието трае. Значи обично значи од кога ќе ги исклучиме сите лекови кои што би предизвикувале медицински индуцирана кома, состојбата на будност трае од неколку секунди до неколку минути на ден. И како ако веќе сите други витални функции на организмот се оправуваат, и оваа состојба на свесност и таа постепено, значи се зголемува. Сето тоа оди постепено
најчесто со помал или со поголем процент на хендикепираност на пациентите кои што биле во состојба на една подолготрајна коматозна состојба. Така. Значи не оди се така да стане човек и да може да излезе на нога, него следи најчесто долг период на интензивна физикална терапија и рехабилитација, затоа што се работи за и покрај тоа што секојдневно се вршат вежби од страна на физиотерапевтите под контрола наша и под контрола на докторот физијатар. Друго е кога човек сам ќе се развежи и треба огромен долг период на интензивни вежби, физикална медицина и терапија, за да можеме тој човек кој што 1, 2, 3 месеци бил во кома, за да можеме да го застанеме на нос. Има ли врска и возраста тука? Возраста апсолутно, да, кај помладите пациенти имаат поголема Се шанса за побрзо оди. опоравок. Да. Имаат поголема шанса за опоравок. Нас не гледам малку повозрастна популација и често се жалат нашите гледачи, односно вашите пациенти, дека кога ќе стане збор за некоја повозрастна особа, некако поиндиферентни се докторите, бидејќи ете, возрастна е, сега што толку ќе се ангажираме. Кога станува збор за кома, повозрастната популација, колкави шанси има да се разбуди и да... Многу е тоа неблагодарно во проценти. Дури само ви кажав, само на едно место пишуваше колку, ако треба над 5 месеци, само кај 15% се враќа, значи, нормалната функција. Сепак млад организам кој што не е обременет со други припружни коморбидитети, како респираторна инсуфициенција, бубрежна инсуфициенција, генерализирана атеросклероза, затоа што кај повозрастните напредната и повозрастните со диабет, напредната и таа генерализирана атеросклероза и има почетни во поголем или помал процент атрофични промени на самото мозочно ткиво, самиот процес на опоравок е подолготраен и потежак. Може ли да се случи во текот на животот 2 пати еден пациент да падне во кома? Да, апсолутно. Значи, преска кога ги кажувавме, значи, различен 4 групи по поделбата за коми, секоја е различна природа. Првите се струјања со лекови, втората е, значи, состојба на кардијак арест. Значи, кога ќе срце в застој, кога ќе се прекине снабдувањето на мозокот како најголем потрошувач со кислород, настапува, значи, за 30 секунди состојба на безсознание. Другата група е, рековме, мозочните удари и други интракранијални процеси. Четвртата група е травматска повреда на мозок и метаболни нарушувања. Секој од нас може да помине на сите од овие 4 групи, не само еднаш, него може повеќе пати. Повеќе пати. Меѓутоа, коматозната состојба повлекува и некои работи не функционираат добро по будењето. Дали тоа значи дека човекот да се случи 2-3 пати да падне во кома, значи, не функционира како што треба? Доколку ви реков, доколку се наруши функцијата на било кој од тие, дали на мозочниот кортекс, мозочната кора, сивата маса, или ова што е ретикуларната активирачка субстанца во мозочното стебло, било која нивна функција се наруши од било која причина, ќе настапи состојба на безсознание, а причините ги набројавме во тие 4 групи. Од тие 4 групи има уште толку подгрупи, така што значи можеме многу пати да доживееме таа состојба на безсознание. Добро. Лоптин состојба, ја споменавте на почетокот на емисијата, тоа е... Тоа е, значи, состојба, човекот е, ако подолните, значи, мозочниот кортекс и оваа формација во мозочното стебло, кои што се одговорни за будноста, имаат зачувана функција. Меѓутоа, подолните партии од централниот нервен систем не функционираат. Значи, пациентите со мускулна парализа, комплетно будни, когнитивни, меѓутоа не можат да ни кажат дека се будни. Значи,
има една состојба кога тие значи само можат вертикални движења на очите и да ни одговараат со намигнување. Меѓутоа има и тотална таква заклучена состојба кога и тие функции се одземени. Често е таа состојба на псевдокома. На прво место се кај змиски угриз од змија, невротоксини, кај некои невролошки заболувања како амиотрофична латерална склероза, мултипла склероза, васкуларни инзулти во посебни делови на мозокот и слична е состојбата на труење со кураре. Тоа е невромускулен блокатор кој што го користат племињата во Амазон, а после тоа се користи како и мускулен релаксант во општата анестезија. Значи, комплетно будни, свесни, а не може да ни кажат. Меѓутоа со електроенцефалографија може да се докаже дека нивната функција, мозочна функција, свесноста е комплетно очувана. Така. Вие сте анестезиолог, реаниматолог. Која е улогата на анестезиологот кога станува збор за коматозна состојба, односно работа на интензивна нега? Ние од нашата страна, јас како анестезиолог, правиме медицински индуцирана кома. Медицински индуцирана кома е кај општата анестезија. Значи, ја предизвикувате, ние ја предизвикуваме, да. Ја предизвикуваме комата кај општата анестезија за пациентот да биде обезболен, мирен и да се создадат услови за вршење на определена медицинска болна постапка. Друго, во оделите за интензивна нега има превземаме мерки за превентивни мерки за заштита на организмот, кога е потребно организмот да ја презервира својата функција за да се избори од некоја тешка во моментот животот загрозувачка здравствена состојба, ги ставаме на пример на превентивна механичка вентилација. Значи со лекови, анестетици, мускулни релаксанти, пациентот се заспива, се става значи на апарат за вештачко дишење и ние ќе ја проценуваме состојбата до оној момент кога сме процениле дека можеме полека да ги вадиме таа од медицински индуцирана кома и причината поради која сме ги внеле во таа медицински индуцирана кома сме ја победиле и пациентите полека ги исклучуваме значи од таа континуирана така наречена аналгоседација, се даваат аналгетици и седативи, се исклучува и постепено значи се будат пациентите. Како анестезиолози, ние сме анестезиолози и реаниматолози, ние сме обучени за методите на срцево-белодробно мозочно оживување, обезбедување на дишен пат, артифицијална вентилација и други значи методи на поддршка на животните функции со помош на специфична апаратура и медикаменти и медицинските техничари кои што ги спомнавте на почетокот на емисијата. Без нив ние не можеме да функционираме, како и сите се еден составен дел од механизмот на часовникот кој што не може да работи ако некој од екипата недостасува. Можете ли да настанат компликации во ваква принудна вие што ја предизвикувате кома како анестезиолог? Да, може да. Кои се тие компликации? Има значи од секоја постапка има компликации. Процесот на некогаш сакаме да го обезбедиме дишниот пат, меѓутоа не можеме да го обезбедиме дишниот пат ради низа најчесто анатомски пореметувања, не можеме да го обезбедиме дишен пат. Меѓутоа имаме средства за отежната така наречена интубација со која ќе го обезбедиме дишен пат, го поставуваме пациентот на механичка вентилација. Има опасност, значи секој индивидуално има белите дрови на секој човек за различни. Претходно имал или немал болести на белите дрови. Може да дојде по тој позитивен притисок, што циклично позитивен притисок воздух се внесува во белите дрови, може да дојде до повреда, до прскање на алвеолите, да настане, значи, да влезе воздух во градната шуплина. Потоа, кај нив се атенуирани тие рефлекси на искашлување. Се насобира секрет, ние ќе се накашламе, ќе го изфрлиме секретот. Меѓутоа кај нив секретот се насобира, па ние
може да настане така наречена обезвоздушеност на белите дробови или ателектаза. Со таа ателектаза треба да разбиеме со аспирација на тој трахеобронхијален секрет или со бронхоскопија да се влезе во дишните патишта да се изаспирира секретот. Тоа е веќе процес на одржување на пациент на механичка вентилација и кај коматозните пациенти. Се одржува нивната вентилаторна функција, го проценуваме нивниот кардиоваскуларен статус. Некогаш имаат некоја упорна кардиоциркулаторна нестабилност. Што значи кардиоциркулаторна нестабилност? Неадекватен притисок, не може да одржат адекватен притисок, па со помош на посебни лекарства и методи се трудиме значи да го држиме нивниот крвен притисок на определено ниво кое што е доволно да ги снабди сите витални органи со крв, односно со кислород и енергија која што им се потребни. Потоа ја одржуваме. Може ли само да ве прекинам да го чуеме гледачот да не чека? Повелете. Добар ден. Поздрав до водителката и до докторот. Благодариме. Ја имав мајка 74 години. Он никогаш немаше притисок живот и една ноќ притисокот и се качил и се шлогира. Се шлогира едната страна. Само со очите и со едната нога мрдаше и со едната рака. А ништо не збореше. Дали, сакам да прашам, дали ќе има спас за мајка ми? Добро, тоа не е кома. И едно друго нешто да ве прашам. Некој ни викне да мируваме, да не ја мрдаме. И ние не ја мрдаме, чекаме се од болница почина. Да ми скажете, ви се молам. Да, мозочен удар, инфаркт на мозокот, оштетување на определени мозочни региони кои што се со консеквенца од земеност на дел од телото. Зафатен бил и говорот затоа што тој дел од мозокот бил зафатен со тој исхемични промени. Ова главна компликација од немрдањето на пациентите е настанување на длабока венска тромбоза, која што е една од причините за смрт кај пациентите. Значи, треба мобилизација кај пациентите апсолутно, со тоа се превенираат ова настанувањето на тромбоза во длабоките вени на нозете, во малата карлица, која што понатаму може да направи белодробна емболија. Друго, за мобилизација, да, а имаше уште нешто праша господјата. Дали имало спас, но подоцна рече дека мајката починала, така што... За мобилизација, да. Да. Добро, зборувавме за компликации кои може да настанат при... Да, доколку нема адекватна, доколку и покрај се што превземаме, значи нема адекватна кардиоциркулаторна стабилност и низок притисок, страдаат органските системи. Може да настане значи бубрежни компликации. Ако не можеме да оствариме притисок како што треба, ќе престанат да работат бубрезите. Тука се укажува потребата од диализа. И тоа во оделите, во современите одели за интензивна нега се прави континуирана. Доколку се укаже, се постои индикација, се прави континуирана диализа. Има специјални апарати за континуирана диализа, с пациентот се поставува на тие апарати. Генерално филтрите, значи, траат 72 часа, се менуваат, па ако треба и се продолжуваат, се додека на момент додека не процениме дека бубрезите веќе ќе почнат да се ја враќаат нивната функција. Проблем од кај се инфекции, проблем е нутриција. Проблем е ова немобилност, сето тоа води кон така наречени притисочни рани. Кожата, особено оние делови каде што коцките проминираат, долго време, не треба долго време, и кусо време да допире на тврда подлога, поради неадекватна циркулација, неадекватна нутриција, неадекватно движење, ќе отворат рани. Тие рани тешко зараснуваат, се инфицираат
и го искомплицируваат целокупниот тек на лекувањето на пациентите. Треба хируршка обработка, па може да се инфицираат, па зборувавме за високорезистентни соеви на бактерии, па тешко можеме да ги победиме и така. Многу е битно односот лекар-семејство, особено кога станува збор за коматозна состојба. Како тоа го остварува? Кај нас во нашиот оддел за интензивна нега дозволена е посетата после визита и навечер има генерално правило во болницата, после кое нема посета до, сега да не ме држите за зумор, до 20 часот, мислам. Значи, ние, јас како раководител, значи, и другите колеги што работат со мене, дозволуваме посета, кога ќе медицинската сестра ќе ја заврши во моментот работата која што е неопходна, значи дозволена посетата кај пациентот. Отворена куќа сме ние за посети, затоа што јас лично сметам дека пријателите, семејството, другарите можат само да помогнат во позитивниот исход на лекувањето. Јас се ставам, значи, секојаш во позиција, секој од нас може да биде пациент и секој од нас може да биде фамилија, пријател и другар. Мене би било незамисливо некој да не ми дозволи да посета кај пациентот. Забранета е посетата кога имаме, значи, и на работа, нашата работа е, значи, се работи, значи, за секунди. Имаме кога имаме прием, кога имаме некој тежок случај, кога имаме работа околу пациентот, во тие моменти, значи, фамилиите, семејството треба да почекаат додека се среди состојбата во интензивна нега, а за посета никогаш нема никаков проблем. Им објаснувате ли на членовите од семејството зашто станува збор, до каде е работата? Ви реков, значи, мултидисциплинарен е пристапот. Пациентот е хируршки пациент. Некој го примил од хирурзите или од интернистите, мултидисциплинарен, значи, не само што ние треба да даеме информација за состојбата на пациентот во моментот, треба и неврологот кој што го примил поради мозочен удар, одземеност, коматозност, неврохирург, треба, значи, и како сите заедно да учествуваме во третманот на пациентот, заедно со овие сензорна стимулација што ја спомнавме и семејството да ни помогне во позитивниот исход со пациентот. Раководител сте на мощен специфичен одел, интензивна нега, има и успешни приказни, заминуваат пациенти од кај вас, среќни се сите, меѓутоа има и за жал кои завршуваат трагично. Да ги кажеме оние успешните, еве некоја приказна која што јас воопшто не ги сакам тие проценти, толку бил процент на преживување, толку бил процент на смртност. За фамилијата што или за пријателите, за блиските што изгубиле и еден пациент да починел во интензивна нега, за нив е 100%. Така што сите пациенти што ќе излезат од нас, сите се позитивни. Вие ме прашате некоја нешто што ќе ви остане вака во сеќавање од досегашната пракса, нешто што ќе го паметите и кое нешто приказна. Навистина ви велам, значи сите пациенти, дури и оние што не можам да одделам некој посебен пациент, но вие инсистиравте. Пред 2015 беше година, млад војник од контингентот на Соединетите Американски држави од Косово, играјќи рагби, скршилен повредил под коленицата, беше опериран кај нас, како стабилен случај префрлен на оддел. Меѓутоа таму состојбата се искомплицира, настана масна емболија на белите дробови, веднаш беше префрлен во одделот за интензивно лекување. Беа превземени навистина големи напори од целокупната болница за да се спаси младиот војник. Беше, значи, поставен на апарати за вештачко дишење, поддршка на срце функција, поддршка на бубрежна функција, нутритивна поддршка и за цело време, значи, бевме доаѓа лекари од Америка, значи тие можат да дојдат во било кој момент да го транспортираат
пациентот во било кое Но не го направија тоа. Тоа не го направија затоа што беа изненадени од не само тоа од медицината, него и од пожртвуваноста на целата болница околу третманот на нивниот на членот на младиот војник, на членот на нивниот контингент и го оставија пациентот и ние го третиравме за неколку дена, имаше драматично подобрување на состојбата. И кога состојбата навистина се среди, војникот излезе од болница, се заврши тоа што се заврши. После известно време дојде командантот на контингентот на таа единица за специјални намени од американската војска и ни даде ни кажа дека ние припаѓаме кон единицата за специјални задачи на тој контингент на американската војска и како на ваше инсистирање да да го покажеме и на гледачите. Ни дадоа значи амблем дека сме дел од падобранска единица на Да, еве го ќе го покажеме да го видат и гледачите. Тоа е овој амблем. Да, еве го колегата, ајде да го покажеме, еве го. И од другата страна, да. Убав спомен. Да. И секако дека ќе инсистирате нешто да се спомене, инаку секој пациент што ќе заврши позитивно е голем успех за целата екипа која што работи во одделот и за целата болница. Така. Добро, еве, се потврди оние пофални зборови кои што ги слушавме во текот на емисијата за вас и со оваа приказна со која што го заокруживме денешниот разговор, денешната емисија на тема третман на пациенти во кома. Доктор Никола Шиков, специјалист анестезиолог, реаниматолог од одделот интензивна нега од болницата Џибаден Систина, денеска беше заедно со нас. Јас ви благодарам за поканата и навистина пријатно се чувствував. Значи ќе дојдете пак. Ќе ве земеме од пациентите, а сега ќе ве ослободиме да појдете. Поздрав и до гледачите за убавите зборови. Поздрав и од мене и целата денешна екипа која реализираше Алфа Ординација. Имајте убаво попладне, останете со програмите на Алфа телевизија и ви препорачувам да ја проследите емисијата Збор по збор со колешката Александра. Довидување од мене утре со нова тема.